На 30 декември 2016 година се одржа манифестација каде што се избраа најдобрите спортисти и екипи за 2016 година. Организирана од општина Велес, каде беа доделени признанија за повеќе категории во спортот од изборот на Сојузот на спорт во Велес. Наградата за спортист на годината ја доби 23 годишниот Игор Леовски, кој од огромна чест ова утро е дел од студиото на К1 телевизија и дел од утринската емисија Утрински зрак. Добро утро, Игор, и добре ни дојде во нашето студио. Добро утро и пред се фала за поканата, да ги поздравам и гледачите на К1 телевизија. Добро утро и за нив. И се надам дека се чувствуваш пријатно во нашето студио. Да, секако се чувствувам пријатно. Чест ми е што сум денеска тука во студиото, да дадам некој коментар за футсалот. Тоа е тоа. Точно така. Игор, прогласен си за спортист на годината за 2016 година во Велес. Какво е ова чувство да се добие ова признание, односно дали очекуваше дека токму ти ќе добиеш токму оваа престижна награда? Па види сега, со секое тренирање, секој напорна работа, нормално е нешто да очекуваш за возврат нешто, дали било од градот, било од Сојузот на спортови, било од која страна, секогаш трудот се исплати. Сега наградата ја не очекував дека ќе ја добијам. Не знам, може би малку ја очекував да ја добијам наградата, потоа што бев номиниран за најдобар футсал играч во Македонија. И пред тоа се случи, некаде пред недела дена, се случи тоа и предпоставував дека ќе бидам номиниран и за спортист на градот. Па, сега не очекував баш дека ќе видам ја, ама сега да се деси тоа што се деси и тоа. Какво беше чувството кога дозна дека токму ти ја добиваш награда? Па, сега нормално чувството е, не знам сега, многу тешко е кога ќе испаднеш таму и не знаеш кој ќе биде избран, кога ќе ти изберат, мислам дека чувството е феноменално. Феноменално. Како што веќе споменав, на 30 декември се одржа оваа манифестација која што беше организирана од општина Велес, каде беа доделени наградите и признанијата за најдобри спортисти и екипи за годината од изборот на Сојузот на спорт во Велес. Еве, да ни откриеш што се случуваше на оваа манифестација и дали може да ни ги откриеш и некој друг од добитниците на наградите во различни категории. Па добро, на оваа манифестација имаше доста спортисти, не беа само претежно фудбалери или футсал играчи, туку имаше од сите видови на спортови. Имаше од риболов, различни спортови што се во склоп на градот. И сега имаше доделување на повеќе награди, имаше доделување на младински екипи, тренери во младински категории, такви работи, екипи на годината, тренери на годината исто така. И на крај останото беше доделувањето на најдобрите спортисти. И сега се одвиваше се, како да кажам, имаше малце манифестацијата беше доделување на некои награди, па потоа имаше нешто музика, едно друго, и после па имаше доделување најава на некои награди и се си одеше така поред, се и до крајот на изборот за најдобар спортист. Еве сега, и за да ги погледнеме деталите, предлагам да го погледнеме и прилогот на колешката Катерина Нацева и да видиме што се случуваше на оваа манифестација. Игор Леовски, член на футсал клубот Велес, годинава ја понесе престижната награда спортист на годината за 2016 Велес. Второто место му припадна на кајакарот Борче Мирчевски од каја клубот Бабуна, а третото место му припадна на кајакарот Љубомир Спасик од клубот Гемиџи. Овие награди се само еден поттик повеќе и мотив за уште поголеми успеси, велат тие. Оваа награда ми беше многу често ја добив. За мене представува многу голем мотив за да продолжам понатаму и со добри успеси и да остварам уште повеќе награди на секој ниво. Се заблагодарам на мојот клуб, без нив немаше ова да го постигнем сега. Сепак футсалот е колективен спорт што тешко е да се одбере најдобар играч или најдобар спортист. Оваа награда ќе ми даде многу голем мотив
за понатаму да работам уште повеќе, да постигнам уште подобри резултати во иднина и се надевам некогаш и ќе бидам и спортист на град Велес. Представува голем мотив и стимул, плюс лично за мене, бидејќи следната година сме и домакини, односно 2017 сме домакини на Европско првенство во Скопје во моја дисциплина. Се надевам на одличен резултат, каде што ќе успеам да се пласирам во финали и да освојам една од првите две, односно 3 медали. Футсал клубот Велес годинава ја освои наградата во екипна конкуренција пред ГРК Борец и КА клубот Бабуна. Ова е 57 година поред во која Сојузот на спортови Велес за најдобрите спортисти и екипи од општината доделува признанија и пофалници. Бојче вели, критериуми нема, се бираат најдобрите. Секогаш е тешко, бидејќи има многу разлика помеѓу индивидуалните спортови и колективните. Меѓутоа годинава, после долго години, не се сеќам кога последен пат фудбалер е најдобар спортист на градот. Мислам, за него ни беше најлесно, верувате, за другите беше малце потешко, затоа што со неговиот клуб КМФ Велес се шампиони есенски на Македонија, со голема веројатност да бидат шампиони на крајот на годината, репрезентативец на Македонија, најдобар играч на Македонија во футсал, во избор на Фудбалска федерација на Македонија, така да заслужено, презаслужено. На манифестацијата традиционално се доделија повеќе награди за најуспешни педагози, најдобро училиште, најдобри судии и тренери, најдобра спортска манифестација, спортски работник, постхумани признанија и посебни достигнувања. Тоа се однесува до мојот другар Јово. Ние викаме за починатите се најдобро. Јас не бих почнал така, заради тоа што не беше тој најдобар кошаркар. Велес памти многу подобри кошаркари. И од Борец, и од Житовар, и подоцна. Само можам за него да кажам дека беше човек. Подобар човек меѓу кошаркарите во Велес, јас не памтам. Тоа беше кошаркар што не направи ни една техничка грешка, што не направи ни еден фаул, а уште помалку намерен фаул. На изборот освен 10 најдобри спортисти во сениорска конкуренција, беа прогласени најголемите надежи во младинските категории поединечно и 3 најдобри младински екипи. Благодарница доби и К1 телевизија за следење и информирање на спортските настани. Еве сме назад во студио, се надевам дека ви се допадна прилогот на колешката Катерина Нацева и погледнавме што поточно се случуваше на оваа манифестација. И ние ќе продолжиме со разговорот. Игор, од кога ти започна да се занимаваш со овој спорт? Хајде малце да поразговараме за почетозите. Па добро, сега ја за почеток почнав да тренирам кошарка. Како право, тренирав 6 години кошарка. Потоа не знам што ме натера, татко ми е исто футсал играч. Не знам, цело време ги гледав нив. Одев на термини, на утакмици, на турнири. Стално ги гледав и не знам што ме привлече да почнам и ја да тренирам футсал. Не продолжив директно на фудбал, туку се префрлив одма на футсал. Потоа на 15 години, мислам дека од прилика беше, почнам да тренирам во КМФ Велес. Исто, али немав години за да ме регистрираат во клубот. Туку помине една година, а потоа не се регистрирав во Велес, туку преминав у Кавадарци во екипата на КМФ Црна река. Таму бев од прилика околу 3 години и мислам дека 3 години, да, или 3,5, не сум сигурен. Потоа преминав во КМФ Железарец. КМФ Железарец беше шампион на Македонија, веќе и 5 години поред е шампион на Македонија. Ми беше задоволство да одам таму и мислам дека секој футсал играч што сака да оди напред во футсал, му беше цел да стигне до Железарец. Оти во Железарец е скоро цела екипа репрезентативци и можеш да одиш нагоре. И сега КМФ Железарец под водство на Васко Скендеровски, кој ни беше главен спонзор на екипата, имаше некој неспоразум во клубот. Не знам што точно се случуваше, тоа е нивна политика таму, не знам. Ама го отстапи клубот на други луѓе и го купи КМФ Велес.
И сега, оваа година се префрламе сите играчи од Железарец, не префрлија во КМФ Велес. Исто така приватник на клубот е Васко Скендеровски и Бојана Скендеровски. Кај што сега ти се наоѓаш? Кај што сега сум, да. И прва година ние веќе една полусезона изигравме, сега сме на пауза, па ќе продолжиме понатаму. Многумина од гледачите те знаат што е тоа футсал, но има некои кои што не знаат за каков спорт се работи. Може ли да не објасниш што значи да си футсал играч? Добро. Па види сега, футсал играч да си е малце специфична работа. Не е исто како во големиот фудбал. Значи во големиот фудбал се игра на голем терен, на отворено. Сега за разлика малиот фудбал, така наречен футсал, сите го знаат како мал фудбал. Ретко некој кој го користи тој збор футсал, али се игра многу поразлично. Се игра 4 играчи плюс голман. Значи во фудбалот е 10 играчи плюс 1 голман. Ваму се игра многу на пократок терен, се игра во затворен простор, во сала, каде што, да речеме, не знам, ама многу поубави услови има како за разлика од големиот фудбал. Сега колективен спорт исто, многу поразлично е од големиот фудбал, бидејќи тука има и се бројат и фаули, се бројат и прекршоците, се бројат, се акумулираат прекршоци. Многу е голема разликата. Сепак постои голема Да, разлика. многу разлика има, да. Еве, ти си дел од екипата на клуб за мал фудбал од Велес, кој исто така е прогласен за екипа на годината. Кој се е дел од оваа екипа и како функционира вашиот состав, вашиот тим поточно? Добро, па пред се кажав, дел од екипата е, главниот дел на екипата е спонзорот, што го кажав претходно, Васко Скендеровски. Без него ја мислам дека во Македонија мислам дека и ќе нема екипа како што е КМФ Велес. Значи, таму каде што има спонзор, може да има и добра екипа со амбиции за настрана и за Европа и сегде. Значи, дел од екипата на КМФ Велес се повеќето репрезентативци на Македонија, кои што претходно бевме во Железарец, каде што имавме настапи во Лигата на шампионите и тука згасна едноставно Железарец, постои како клуб, но си постои со сосема други играчи, а и тие играчи што беа од Железарец и преминаа во КМФ Велес. Кој еве се може да биде дел од вашиот тим? Дел од нашиот тим, сега тоа не одлучува, ја одлучува тренерот нормално, али може да биде секој кој што сака да работи, го бива едноставно за футсал и така, и да му се допадне на тренерот. Кој е вашиот тренер и како функционира и каков е неговиот однос со тимот? Како вие функционирате меѓусебно? Па, тренер ни е моментално веќе 2 години, исто и претходно беше и тренерот во Железарец. Тој е Иван Божович од Србија. Исто така Иван Божович беше и прогласен за тренер на годината, исто на оваа манифестација во Велес. Беше прогласен за тренер на годината. Сега, односот со него е релативно добар. Сега, како и секој тренер треба да се постави, он се постави према нас, да бидеме, што се вика, да слушаме, да има дисциплина на тренинг, напорна работа, да. И сега ние возвраќаме колку можеме спрема него, па натаму со успеси. Знаеме дека за да бидеме успешни во она што го сакаме, не треба целосно се посветиме и напорно да работиме. Колку време ви е потребно еве вие да се подготвите за еден надпревар? Па добро, за еден надпревар да се подготвиш, треба цело време редовно да тренираш, за да бидеш спремен за секој надпревар. Не можеш сега, ако зборуваме за загревање за пред надпревар, ни треба 1 сат, минимум 1 сат за да се загрееш пред надпреварот. Иначе пред надпреварот зависи каков надпревар е, со колку јака екипа играш, секогаш правиме една анализа на екипата,
нормално е да се направи анализа на екипата, да видиш со кој противник играш. И сега за тоа е потребно една недела, од недела на недела играме секогаш утакмици, првенствено утакмица ли. Каде најчесто тренирате? Какви се условите за вашите тренинзи? Па сега условите се одлични. Значи тренираме во Скопје, патуваме секој ден ние што сме од Велес. Тренинзите ги одржуваме у сала, каде што е топла и се снаоѓаме многу подобро отколку надвор сега во овие услови. Токму тоа ми беше следното прашање, бидејќи еве се наоѓаме во оној период од годината кога е навистина студено, дали тренинзите се потешки во зима, условите се потешки или успевате да ги одвивате во некоја потопла просторија? Па добро, за сега сме на пауза. Баш денеска почнуваме со тренинзи. И сега надвор е минус 17, ама сега ако е стоплена салата, има услови за тренинзи. Ако не е топла салата, значи навистина е тешко да се тренира и воздухот е тежок и тешко е навистина и преоблечен треба да тренираш. Да. Не е како во топла просторија, да. Каде се има играно вашата екипа? Дали само во Македонија или можеби надвор од границите на Македонија? Каде се имате надпреварувано? Па оваа сезона со КМФ Велес, на стартот од сезоната, игравме еден турнир во Романија. Во Романија каде што не бевме потполно спремни и не отидовме комплет екипа, бидејќи касно почнавме со припреми и не остваривме некои добри резултати, или ни беше добра проверка за да видиме до каде сме. Значи, освен во Романија што бевме, надвор не сме биле, играме само во нашето првенство во Македонија и сме за сега есенски шампион. Кој од надпреварите веќе го одвоиш како најомилен, каде што сте имале интересна победа? Па добро, има многу надпревари, значи година постигнавме од прилика 90 голови, каде што секој надпревар, не секој една имавме нарешено, мислам, да. Друго се победивме со, што знам, минимална разлика околу 7 гола. Значи, немам посебно некој надпревар што ми оставил впечаток, али секој надпревар е интересен. Бидејќи од на многумина сте победници. Да. Сега највеќе впечаток ни остаи сега на лоша страна на решениот резултат, што ни се конкуренти во лигата. Значи екипата на Шкупи. Со нив изигравме 3-3 во Велес, каде што за 6 минути водевме 3-0, а ни ја свртеа резултатот на крај заврши 3-3. Таа утакмица највеќе ќе ја памтиме. Голема конференција. Дали вашиот клуб има поддршка од Фудбалската федерација на Македонија? Па добро, сега види, во Македонија секоја екипа на еден начин има поддршка од федерацијата. Значи, сите услови што се обезбедени за да се одржува лигата, се е преку Фудбалската федерација на Македонија. Поточно, нема некои посебни придонесувања во клубот, бидејќи клубот е приватен. Значи, клубот си е спонзор Васко Скендеровски, нема ништо врска со Фудбалската федерација на страна на финансии, на такви работи. Значи, освен што е лигата се одржува, значи првенството во Македонија, друго не знам да има придонес нешто. Игор, дали покрај овој спорт можеби си фани на некој друг спорт и дали ти практикуваш да тренираш и нешто друго моментално или можеби си посветен само на футсалот? Па добро, кажав на почетокот, значи тренирав кошарка, да. Тренирав кошарка 6 години. Значи го сакав тој спорт и се уште го сакам. Значи од дете сум тренирал кошарка. Одев малку и на карате. Значи положив жолт појас, ама не ми се тренираше, ми беше досадно. Исто и како во кошарката, 6 години тренирав. Едноставно ми беше некако, не знам дали бидејќи татко ми
беше футсал играч, ме влечеше повеќе да продолжам за футсал. Кај што еве денеска сум футсал играч и се надевам на понатаму на подобри успеси сега. А исто така сум пробал и голем фудбал. Ама во Македонија е многу тешко за голем фудбал да успееш. Ти требаат финансии, ти требаат луѓе кои ќе те видат некаде да отидеш настрана, а да играш во нашите лиги, трета лига, во Велес, општинска лига, што се, не се исплати. Значи, неубави терени, не е тоа. И за тоа се решив за футсал и продолжив на Сепак футсал. најголемата љубов остана на футсалот покрај другите спортови. Еве, кои се твоите омилени тимови други во футсал од Македонија? Кој ќе ги издвоиш како посебни? Па добро, Македонија сега моментално Или нема може би ете футсал тимови настрана? што се на некое големо ниво. Значи, ние сме евентуално шампиони на Македонија и годинава што ние конкурент Шкупи од Скопје. Други екипи немаат, не е тоа, нема конкуренција каква што некогаш имало Македонската лига, али се обидуваме со развој на футсалот да има што повеќе спонзори, што повеќе екипи. Сега омилени футсал тимови, да ти кажам сега, е Барселона, например. Барселона исто така има футсал екипа, каде што се први во Шпанија. Исто така има Интер Мовистар, исто се од Шпанија, од Мадрид, каде што игра еден од најпознатите играчи Рикардиньо. Сега, според мен и Ел Позо Мурсија се еден колектив на играчи од репрезентацијата на Шпанија. Кој што ќе Тие- ги издвоиш како подобар? Па тие се едни од најдобрите, фаворити? исто така и Русија има добри екипи. Тие се евентуално едни од најдобрите екипи. Еве, добитник си на награда за спортист на годината, токму и поради тоа е причината која што си дел од студиото на К1 телевизија. Колку оваа награда тебе ќе те мотивира за воиднина? Па добро, секоја награда е мотив за да работиш повеќе и да одиш понатаму. Значи, јас кажав и кога ја добив наградата, дека секоја награда е мотив да тренираш се понапорно, да одиш се понапред и да успееш да освоиш и други награди. Не е например на општина Велес, туку да освоиш награди и во Македонија, и најдобар играч, и се тоа е стварно убава работа. Значи, чувството е преубаво и стварно само самата награда што ја добиваш, значи добиваш мотив да тренираш. Значи некој ќе рече дали си добил парично нешто, например награда, дали ти пуштиле парично, и да не пуштат парично, битна е наградата, битна е честа, една диплома да има, па е чест и мотив ти дава да тренираш се понапорно. Точно. Ете, кои се твоите планови за воиднина и кои се плановите на екипата на клубот за мал фудбал? Добро, планови за воиднина се уште немаме за понатаму. Мислам, ја кој играч имам планови за да освоам уште награди, како што кажав, мотив. А исто така и на КМФ Велес планови се да освоиме шампионска титула. И нормално да одиме настрана, да играме Лига на шампиони, каде што секоја екипа посакува да игра Лига на шампиони. Значи таму се најдобрите екипи во Европа. Значи каде што ги спомнав и Интер Мовистар и Барселона, сите екипи што мислам дека е многу големо, многу убаво чувството да играш против такви екипи. Значи плановите ни се, како што кажав, да освоиме шампионска титула и да одиме настрана, да играме Лига Јас се шампиони. надевам дека ќе успеете во сето тоа. Да. Еве како за на крај, Игор, една мотивација за до сите оние кои што сакаат да бидат успешни во спортот. А како мотивација за да бидат успешни во спортот секако е напорна работа. Значи
не треба да се запира, не треба да се откажуваш од нешто што сакаш да го направиш, да го постигнеш. Значи, еве ние сега играме квалификации за светско првенство кое ќе се одржи во Казахстан. Значи со репрезентација на Македонија. Значи мотив ти е, еве мене ќе кажам искрено за мене, амбиции имам за да одам на светско првенство или европско првенство. Значи секој што сака нешто да направи, да постигне значи во работата, треба напорно да работи и да сака нешто. Значи без да сакаш нешто не можеш да го направиш. Значи треба да сакаш за да одиш понатаму. Јас ти благодарам премногу што ја прифати поканата за да бидеш дел од нашето студио. Се надевам дека ќе успееш да ги реализираш сите твои идеи во иднина и дека ќе добиеш уште поголеми награди, па се надевам дека ќе реализираме повторна средба. Фала ви благодарам и вас. Се надевам и повторно ќе гостувам и ќе за убави работи ќе се гледам. Точно така.